Техничкиот премиер Талат Џафери не верува дека измените во изборниот законник ќе го решат проблемот со изминатиот рок на личните документи и гласањето. Во законот е предвидено дека сите граѓани кои што имаат документи со истечен рок во траење од 9 месеци до денот на избори ќе може да гласат. Граѓаните кои што имаат подолг период не ќе може да гласат. Значи, делумно е решението, не е целосно. Според Џафери, заклучокот од ова е дека решението не е целосно. Практично, јас и вие, ако имаме документи истечени со рок на денот на гласање 24 април 9 месеци, ќе гласаме на 24 април. Но, што ќе правиме на 8 мај? Пошто ќе биде подолг рокот од 9 месеци. Фактички, од исклучокот, сакајќи да правиме исклучок, правиме друг исклучок, што исклучуваме дел од граѓаните. Така да, решението поцелосно, ако веќе се решило со закон да биде отворено решение дека граѓаните кои што имаат истечени документи да можат да гласаат во оваа година, без оглед по кој рок им се документите истечени. Така да, не мислам дека е решението целосно по однос на законското решение. Џафери е убеден дека ова законско решение повторно ќе стигне до владата за нови измени. Јас сум убеден дека ќе дојдат пак до влада да барат дополнителни решенија за истечените рокови преку 9 месеци. Овој став на Џафери доаѓа по вчера усвоените измени во изборниот законник со кој на изборите на 24 април и на 8 мај ќе може да се гласа со лична карта или пасош, чија важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржувањето на изборите. Измените беа мотивирани од фактот што над 100.000 граѓани кои имаат право на глас немаат важечна лична карта, а пасошите им се со старото уставно име. Со законот, меѓу другото, се разјаснува и процедурата за вклучување во избирачките списоци на лицата кои ќе наполнат 18 години помеѓу двата изборни круга, односно лица кои наполниле 18 години од последните одржани избори до денот на одржување на годинашниви избори. Од нив, над 1000 немаат нов документ.